Без никакво оддавање почит од државата и општина Куманово се одбележуваат 8 години од трагичната вооружена престрелка во Кумановското диво населје, каде животот го загубија 8 припадници на македонската полиција. Кај жителите на оваа населба се уште се свежи спомените од и повеќе од тешкото утро на 9 мај 2015 година. Никој не го очекувал. Ја кад сум станал на работа да идам, слушнав некој пуцање околу 5 такој сабале и такој на работа не могаме да идеме тај ден. 2 дена не сме могли да идеме на работа. 3 оствари. Сви беме уплашени. Сви беме уплашени. Знаеш како е пуцање? Па фала на Бога што добро продом. Де не се понови више никад. Па беше страшно превише. Како да биде, кад сам бија затворен 24 сата унутра, у соба с 14 души. Зошто ме затворили? Сами се затворивте или? Како да искачамо, кад пуцавше. Единствено Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН со панихида во црквата Свети Никола во Куманово дадоа почит на полициските службеници кои трагично го загубија животот во диво населје. Уште пожално е што 8 години после тие немили настани, денес да не е Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Куманово, овие луѓе тотално се заборавени од државата Република Македонија. За трагичните настани во диво населје осудени беа 33 лица, од кои 7 заработија до животни казни затвор, а сега има најава дека дел од нив казната ќе издржуваат во затвор во Косово, бидејќи тука трпеле физичка и психичка тортура. Од кабинетот на министерот за правда Кренар Лога велат дека таа опција е отворена, но постоеле и други услови кои треба да се исполнат, а меѓу нив и косовските власти да ги признат пресудите за овој трагичен настан. Пандов е на ставот дека такво сценарио би било сол на раната на семејствата на убиените полициски службеници, за кој еден вид сатисфакција било што тие казните ги издржувале во македонски затвор. Што практично во превод би значило нивно ослободување. Страшно, брука и срамота и порака за секој еден дека во оваа држава излегуваш дека е лошо да си ја браниш татковината. Ако си ти бандит, ако си ти криминалец, ако си ти корумпиран човек, ти ќе ги уживаш бенефитите. Во престрелките во Куманово животот го загубија Љубиша Рангеловиќ, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Сашо Самойловски, Ненад Серафимовски и Горан Стојменовиќ, кои посмртно беа одликувани со медал за храброст од страна тогашниот претседател Ѓорги Иванов. Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски пред неколку години вети дека жртвите од овој настан ќе добијат споменик, но тој се уште го нема во Куманово.